Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говорам за аминокиселини и ова ќе биде прво видео од најверојатно 3 во кој во големи детали ќе ги разгледам аминокиселините. И да започнеме. Во претходното видео увидовме дека протеините се биомолекули кои се состојат од стотици, илјадници или милиони атоми. Значи се многу големи молекули и поради тоа можеме да речеме дека се макромолекули. Сега, ако разгледаме подетално, ќе увидиме дека протеинот не е ништо друго него е еден синџир од аминокиселини. Во ред, аминокиселините се помали молекули и при тоа поврзувајќи се градат нешто што е налик синџир и при тоа тој синџир завзема одредена 3D конформација во просторот, односно образува протеин. При тоа, сите аминокиселини не се исти, него постојат 20 различни аминокиселини кои ги градат овие синџири, односно влегуваат во градба на протеините. И некои луѓе може да го сватат ова погрешно и си помислат дека постојат само 20 аминокиселини во организмот, но тоа не е случајот. Постојат и други аминокиселини во телото кои не влегуваат во градба на протеините, него имаат други улоги. И тие ќе ги разгледаме на крајот од видеото. Значи 20 аминокиселини, 20 различни аминокиселини ги градат протеините, но во телото постојат повеќе од 20 различни. Додека во природата сретнуваме многу повеќе од 20 различни аминокиселини, можеби некаде околу 300 различни, но најголем дел од нив немаат никаква улога во биолошките системи. Во ред, со самото ова можете да си претпоставите колку многу различни протеини може да се создадат. Односно да речеме дека имаме протеин кој се состои од синџир од 100 аминокиселини. Во ред, значи имаме 100 аминокиселини. Ајде да видиме колку можни комбинации од 100 аминокиселини постојат. За првата аминокиселина може да биде која било од тие 20, така, за првата може да биде која било од тие 20, за втората исто може да биде која било од тие 20, за третата која било од тие 20 и така натаму. И кога ќе ги помножиме сите овие, добиваме многу голем број. Односно ова е 20 на 100-та. Бидејќи рековме дека има, нели, 100 аминокиселини, односно ќе речеме дека ова е 20 на 100-та. Сега, во вистина не е толкав бројот, ќе биде нешто помал, бидејќи одредени комбинации на аминокиселини не може да постојат поради физичко-хемиски ограничувања. Но сепак ќе биде многу голем број. И ова е само за протеин кој содржи 100 аминокиселини. Постојат некои кои содржат многу повеќе аминокиселини. Во ред? Океј. Сега да разгледаме општата структура на аминокиселините. Сите аминокиселини имаат алфа јаглероден атом, имаат аминогрупа или некоја се нарекува иминогрупа, карбоксилна група која ја сретнуваме во киселини во органска хемија и всушност овие две групи произлегува името аминокиселини. Во ред, значи аминогрупа и карбоксилна група која ја сретнуваме кај киселини. На јаглеродниот атом исто така имаме прикачено и еден водороден атом и нешто што го бележиме со R. R стои за као радикал, но може да си го замислите како rest, како остаток. Во математика тоа би било X. Океј. Сега, кај 19 од 20 аминокиселини, овој дел е ист. Во ред, исклучок е пролинот. И кај пролинот е релативно исто, едноставно тука има како еден прстен кој го приспоја овој со овој крај, но генералната идеја е иста. Значи си има аминогрупа и си има карбоксилна група која е прикачана на алфа С атомот. Тоа што е различно кај сите аминокиселини е R. Во ред, значи сите имаат различен остаток. И ќе го увидиме тоа подоцна. Сега да спомнеме дека аминокиселините се цвитериони и се амфотерни. Што значи тоа? Овде имам нацртано аминокиселина во општ облик. Ако таа аминокиселина се најде во базна средина, односно имаме високо pH и присуство на OH минус иони, во тој случај овој водороден атом, односно ќе стане водороден ион, што е исто што и протон, ќе се откачи и ќе се присоедини со OH минус и при тоа ќе се добие молекула вода, односно H2O, и ќе имаме сега негативен полнеж на COH, односно ќе стане COO само. И оваа аминокиселина сега ќе биде анион. Во ред? Но,
Ако аминокиселината се најде во кисела средина, односно ниско pH и присуство на H3O плюс јони, еден водороден атом, односно еден водороден јон, односно еден протон, ќе се откачи од H3O, ќе се присоедини со NH2 и при тоа ќе се добие NH3, каде што ќе има позитивен полнеж. Поради тоа, оваа молекула, односно оваа аминокиселина сега ќе биде катион. Ова сега од H3O ќе стане H2O. Така, односно ќе добиеме молекула вода. Сега, различни аминокиселини при различно pH постануваат аниони или катиони. Например, некоја аминокиселина која ќе бележиме дека има портокалово R, пример, станува анион кога pH ќе биде, пример, 8, а станува катион кога pH ќе биде, не знам, 3, пример. Додека друга аминокиселина која има, например, зелено R, така, го бележам со различна боја, дека е различно R, може да постанува анион при 10 pH, а станува катион при 5 pH. Во ред? Сега ставам некои измислени бројки, но тоа е генералната идеја. Различни аминокиселини стануваат аниони или пак катиони при различно pH. Зошто е тоа така? Бидејќи различни аминокиселини имаат различно R. Зависно од какво е R, ќе зависи при кое pH губи протон или добива протон молекулата. Во ред? Ајде сега да идеме овдека доле. Како што објаснив претходно, при многу ниско pH, така, сигурно ќе стане катион, додека при многу високо pH ќе стане анион. Но, постои нешто што се нарекува изоелектрична точка, односно pH при која аминокиселината е електронеутрална, односно има нула сумарен полнеж, но сепак има некаков полнеж. Значи има N позитивен полнеж, така, значи NH3 и COO минус. Значи ги има двата полнежа и всушност е електронеутрална. Али сепак има набој, додека во овој случај нема набој, а исто е електронеутрална. Сега, при кое pH се постигнува оваа изоелектрична точка? Гледате дека имам бележано прашалник. Бидејќи не постои pH при која се постигнува изоелектрична точка за сите аминокиселини. Секоја аминокиселина постигнува изоелектрична точка при различно pH. Во ред? И pH при кое дадената аминокиселина постигнува изоелектрична точка го бележиме со PI. Во ред? И кога ќе биде постигната оваа изоелектрична точка за дадената аминокиселина, таа има најмала растворливост и е најмалце стабилна. Поради тоа, при PI најлесно таложат дадените аминокиселини. Значи за некоја аминокиселина, пример, PI е еднакво на 7,3, значи кога pH е 7,3, се постигнува изоелектрична точка за некоја портокалова аминокиселина. Додека за некоја друга, може изоелектрична точка се постигнува на 5,2. Значи секоја аминокиселина има различна изоелектрична точка и кога ќе се постигне таа, најлесно таложи аминокиселината. Во ред. Друго нешто сега што сакам да го разгледаме е следново. Да речеме дека имаме еден сад во кој имаме течен раствор од аминокиселини. Во овој случај аминокиселината од интерес е глицин. Значи речеме дека имаме течен раствор од глицин и тоа е оваа аминокиселина. Наједноставна бидејќи R групата е всушност водороден атом. Поради тоа е всушност CH2. Така, значи имаш еден водороден атом и другото е всушност одека водороден атом и затоа искача CH2. Океј, значи глицин е релативно едноставно и да речеме дека имаме воден раствор од глицин. И да речеме дека започнуваме со ниско pH. При тоа аминокиселината ќе биде во форма на катион, односно ќе има позитивен полнеж. И сега да почнеме да титрираме, односно ќе додаваме OH минус јони. Така, значи ќе додаваме база и додаваме пополека OH минус јони. OH минус јоните ќе се поврзуваат со водородниот атом, односно протонот од COOH, при тоа ќе образуваат молекула на вода. Така да, нема да се зголеми многу pH, бидејќи OH јоните кои ги додаваме постојано се врзуваат со овој водороден атом и се неутрализираат образувајќи вода. Но,
со тек на време ќе се потрошат сите водородни атоми од сите COOH групи на сите аминокиселини кои ги имаме, нели, во растворот. Поради тоа, ќе имаме нагло покачување сега на pH. Значи првично немаше многу покачување, бидејќи го користевме овој водороден атом. Сега кога се потрошија сите тие, ќе имаме нагло покачување, се дури не се постигне некое следно повисоко pH. Сега, кога стигнавме до овде, почнуваат да се искористуваат водородните атоми, односно протони од NH3+. Поред, значи сега ќе се почне тие да се искористуваат, да се врзуваат со OH- и да се неутрализираат. Поради тоа повторно стагнира зголемувањето, имаме многу благо зголемување, но со постојано додавање на OH- и тие ќе се потрошат. Така, значи секоја аминокиселина ќе го донира протонот од NH3 и на крај веќе нема да останат аминокиселини кои може да донираат и ќе почне да се зголемува OH во растворот и ќе почне да расте pH. И сега стигнавме до многу базна средина, односно молекулата сега е во својот анионски облик. Така, значи има тука негативен полнеж. Тоа вдека што сакам да го увидите е дека протоните, зависно од која група, при различно pH почнаа да се ослободуваат. Односно, при pH од некаде овде, што е ова, да речеме 1,5, почнаа да се ослободуваат протоните од COOH. Но, дури при pH од 8, почнаа да се ослободуваат протоните од NH3. Така, значи не започнаа првично да се ослободуваат протоните од NH3, него од COOH. Дури кога се постигна повисоко pH, почнаа да се ослободуваат овие протони. Тоа е така, бидејќи различни групи, функционални групи, имаат различно pKa. Вред? Е сега, колку е pKa на дадена молекула е всушност Pi, односно изоелектрична точка. Како го одредуваме тоа? Епа ги взимаме, например, ако страничната низа е кисела, во тој случај ги взимаме двете најниски вредности и ги делиме со 2, односно во овој случај тоа е 1,88, 3,65, така ги собираме, ги делиме со 2, добиваме 2,77. Значи тоа е Pi, односно изоелектрична точка на оваа аминокиселина. Кај некоја друга, да речеме дека страничната низа е неутрална, не ослободува протони, при тоа pKa ќе биде сумата од овие две, при тоа Pi ќе биде сумата од овие две, поделено со 2, еднакво всушност на 6,01. Значи изоелектрична точка за аланин, пример, е еднакво на 6,01. Например, за базни некои аминокиселини, во овој случај лизин, имаме 10,53 и 8,95 се собираат, се делат со 2, се добиваат 9,74. Тоа значи дека ако оваа аминокиселина се најде во pH 2,77, ќе биде најнестабилна. Ако аланин, например, се најде во pH од 6, ќе биде најнестабилен. Ако лизин се најде во pH од 9,74, ќе биде најнестабилен. Во ред. Но, ако секоја аминокиселина си има собствена изоелектрична точка, тоа значи дека и целиот протеин всушност има изоелектрична точка. Бидејќи протеинот е еден синџир, како што спомнавме, од аминокиселини, така што ако ја земеме изоелектрична точка на секоја аминокиселина која го гради тој протеин и ја поделиме со бројот на аминокиселини, во тој случај ќе ја добиеме изоелектрична точка на протеинот. И ова можеме да го искористиме за сепарација, односно одвојување на аминокиселини или пак одвојување на различни протеини. Односно, да речеме дека земеме 3 протеина, да земам со бела боја, каде што секој протеин има различна изоелектрична точка. Да речеме дека Pi на овој протеин е 7, на овој е 3, на овој е 11. И при тоа сите 3 ги потопиме во пуфер кој има pH 7. Во ред? Тој кој има изоелектрична точка од 11,
кога ќе се најде во средина со pH 7, таа средина за него е многу кисела. Значи тој има изоелектрична точка од 11, а се наоѓа во 7, тоа значи се наоѓа во кисела средина, поради тоа ќе има позитивен полнеж. Додека овој протеин кој има изоелектрична точка од 3, а сега го ставивме во средина со pH 7, таа средина за него е базна. Ако е таа средина за него базна, тој ќе добие негативен полнеж. И при тоа можеме да поставиме електроди, односно катионот ќе се движи накај катода, која има негативен полнеж, катода, додека анионот ќе се движи кон анода. Во ред, и при тоа можеме да ги сепарираме. Постојат и многу други начини на кои може да се постави електрофорезата, например, протеините може да се направат да се движат само во една насока и при тоа да се сепарираат врз база на нивната форма и големина, но за тоа ќе говориме понатаму. Сметам дека ова сега што го спомнав е дури повеќе од доволно. Сега ќе објаснам нешто што верувам дека моментално не ви треба, но сепак некој ако го интересира повеќе може ова да го изслуша, ако слободно може да измота понапред. Во ред. Да речеме дека ова е киселина, Ha, каде што А е најголемиот дел од молекулата, додека H представува водородниот атом, односно јон, односно протон. Кога ќе ја поставиме оваа киселина во воден раствор, протонот ќе почне да дисоцира. Но, таа реакција не е еднонасочна, односно не е само во една насока, така да, ако ја оставиш доволно долго време, сите протони од сите молекули ќе дисоцираат. Не, него после некое време ќе се впостави еквилибриум. Односно, првично да, ќе почне да дисоцираат и со тек на време ќе почне да се зголема концентрацијата слободни протони и слободни аниони. Така. И после некое време, при некоја дадена концентрација, тие ќе почнат повторно да се спојуваат и ќе образуваат недисоцираната форма на киселината. Во ред? И ќе се постигне одреден еквилибриум. Сега тој еквилибриум е различен кај различни киселини, но сега ја ќе дадам некој пример, иако не треба вака да се пишува, колку за да ви биде појасно, да речеме 10% од киселината која првично сме ја ставиле останува недисоцирана, додека 90% останува дисоцирана. Така, чим ова ќе падне на пример на 9%, ова ќе се зголеми на 91, почнува да тече обратната насока и повторно си се враќа на 10-90. Вред? Така што ако вршиш промена на која било од страните, како што спомнав, ова да стане 8 или ова 92, ќе почне да тече во таа насока. Ако ова стане 12, ова стане 88, ќе почне да тече во оваа овдека насока. Така што секогаш ќе си остане 10-90. Сега, тој однос 10-90 е специфичен само за оваа киселина. И како го наоѓаме, едноставно се дели концентрацијата на колку имаме слободни иони, така слободни протони и слободни аниони. Поделено со колку имаме недисоцирани молекули така од киселината. Односно колкава е концентрацијата на недисоцираната киселина. И при тоа се добива константа на дисоциација на киселина, која бележиме со Ka. Сега за да добиеме pKa, го вадиме негативниот декаден логоритам од истото. Односно минус лог од тоа истото и при тоа се добива pKa. Сега оваа формула можеме всушност да разделиме, така што овој дел ќе го разделиме од овој дел. При тоа ќе се добие минус лог од H плюс јони и минус лог од остатокот. Во ред? Сега, минус лог од H плюс јони е всушност pH. Тоа е теенно исто. Тоа всушност е pH, негативен декаден логаритам од концентрацијата на водородни јони. И го имаме остатокот. Сега, ова можеме да го преуредиме на следниот начин, каде што овој дел ќе иде од лева страна, овој дел ќе иде од десна страна. При тоа, овдека минусот ќе стане плюс, а ова плюсот ќе стане минус. И ќе се добие лог од ова еднакво на pH минус pKa. И сега да речеме дека pH е 9, да речеме, на пуферот кој го користиме, и дека pKa е 9,69 на оваа молекула. Ако има молекулата повеќе pKa вредности, како што има претходно аминокиселините, се зема тоа pKa кој е најблизу до пуферот. Вред, најблизу до pH на средината. Ако ги одзееме, добиваме дека тоа е еднакво 0,69, логаритмот, ако го префрлиме на другата страна,
антилог од минус 0,69 еднаква 0,20. Тоа значи дека А минус, поточно концентрацијата, веќе сум почнал не ги ставам за граите, концентрацијата на А минус е еднаква на 0,2 по концентрацијата на ХА. Односно, ова може да се запише и на следниот начин. 5 по концентрацијата на А минус е еднакво на концентрацијата на ХА. Односно, има 5 пати повеќе ХА него што има А минус, бидејќи мораме да го множиме со 5 за да биде еднакво. Значи, ова има 5 пати повеќе него што има А минус. Така што ако го пресметаме како процент, би дошло на следниот начин. Значи, 5 шестини е од ХА, односно, можеме да пресметаме 100 делено на 6, еднакво на 16,66, тоа е еднакво на 17, така што А минус ќе биде 17, а остатокот, 83% ќе биде ХА. Односно, ако оваа аминокиселина, така, значи ако оваа аминокиселина ја ставиме во средина каде што pH беше 9, така, бидејќи така го земавме под договор, pH е 9, во тој случај 83% од аминокиселината, така количеството на аминокиселина кој сме го ставиле, нема да дисоцираат. Само 17% ќе дисоцираат. Во ред. Се надам дека тоа е јасно, не дека е до толку битно моментално, но сепак е интересно така да го разберете. Сега со сега ова што го објаснив, да објасниме што е всушност цвитерион и амфотерно. Тоа дека се цвитериони значи дека може да имаат и позитивен и негативен полнеж на истата молекула истовремено, а тоа дека се амфотерни значи дека може да се однесуваат и како киселина и како база, зависно од средината. Слично како водата. И водата може да се однесува и како киселина и како база, зависно од средината. Тоа значува поимот амфотерност. Значи аминокиселините. Следново нешто е малку проблематично да се објасни вака 2D со цртеж. Многу е попрактично да имате 3D модели од молекулите нака во живо и да ги видите. Многу полесно ќе ја добиете идејата за што сакам да објаснам, но сепак ќе пробам. Аминокиселините се хирални молекули, односно алфа-С атомот представува хирален центар на молекулата, односно аминокиселините имаат стереоизомери. Поточно енантиомери. Енантиомери се молекули кои изгледаат исто на прв поглед, али всушност не се исти, него се mirror image на себе си. Вред, значи како да гледаш молекулата во огледало. Сега некој ќе рече како не се исти, исти се. Па најчест пример кој го даваат, например по предавањето по органска хемија, е примерот со двете раце, така? Значи поточно дланките од рацете. Ако ги земеш двете дланки и ги свртиш со истата страна, например кон лицето, како што е дека например насликава дорзалната страна, горната страна кон лицето, и пробаш да ги поклопиш една врз друга, не се совпаѓаат, односно малиот прст излегува се покрива со показалецот на другата рака, а палците се во спротивна насока. Така истото се случува ако ги свртиш и со вентралната страна кон лицето. Што сега бидејќи не можам да ви покажам, едноставно вака ќе направам, ќе земам оваа вака рака и ќе поклопам со оваа. И гледате дека не се поклапаат. Малиот прст искача кај показалецот, а палците се спротивна насока. Иако изгледа дека се исти, така. Мислам, тие се исти, ама поентата е дека се огледална слика една кон друга. Па тоа се случува и со молекули. Например, оваа молекула овдека која е поставена не е енантиомер. За да биде енантиомер, мора да ставиме и одредена тридимензионалност, односно повеќе рамнини, така што овдека ова ќе го задебелиме, што ни укажува дека овој дел лежи во друга рамнина во однос на бензенскиот прстен. Не го гледате овој јазотот овдека што сум го нацртал. Исто ќе го направиме и тука. И сега кога го ставивме тоа значи дека овој овдека дел иде кон нас. Така, значи кон нас, кој се издига кон нас, така што ако би го представиле на некој си начин, би изгледало вака. Бензенскиот прстен ако го легнеме вака, овој дел би бил испакнат нагоре. Значи вака некако. Океј, со трите тие. И ова дека со црвено ќе бележиме нешто за да знаеме кон која насока е свртено. И ако направиме огледалната слика од тоа, едноставно ќе земам вака,
Copy, paste. И ќе направам rotate хоризонтално. Океј, сега ја имаме огледалната слика. Сега ќе си рече, добро, истото е. Ајде да ставиме некои атоми. Така, например, тука ќе ставиме азот, ова всушност ќе биде азот, ова тука јагдарот, и не знам, водород, така, водород и јагдарот. Во ред? И можете да увидите дека не можете да ги поклопите една со друга да бидат исто како примерот со рацете. Така што еден начин на кој некој би пробал да ги поклопи е, например, оваа молекула, да ја свртиш, например, на следниот начин, вака и хоризонтално. И сега вака некако да поставиш, така што црвеното ќе биде кај што е црвеното, С ќе биде кај што е С, ама се од обратна страна, така. Значи тридимензионалноста на едното иде нагоре, на другото надоле. И повторно си направил огледало слика само во друг правец. Сега на прв поглед ќе си речеш, добре, да голема работа што ако има различни енантиомерни форми. Поентата е да во биолошките системи различни енантиомери, например дали десниот или левиот, може да дадат различен биолошки ефект. Во ред, се надам дека до сега ви е јасно. Еве тука има друг пример со друга молекула или пак направено како во 3 димензии и слично. Океј. Сега, кога се бележи кој енантиомер е, дали е лев или десен, се користи различна нотација. Во биохемијата се користи нотацијата D и L, каде што D стои за right, L стои за left. Но ова ни ја опишува релативната конфигурација. Додека во органска хемија се користи R ко за right, али всушност од латински ко ресус, и S за left, односно синистер. Сега, апсолутна конфигурација е поточна, така што некогаш некоја молекула може да е L во релативна конфигурација, али да е R во апсолутна конфигурација. И тука настануваат многу збунки. Но за ова ќе зборам многу подетално во органска хемија, значи не ќе сега во биохемија да објаснувам вакви работи. Но генералната идеја како се одредува дали една молекула е R или S е следнава. По договор е зебено да одредени атоми или функционални групи имаат предност пред некои други. Така што ќе речеме дека COH има предност пред OH, која има предност пред H, пример. Ако тоа е така, во тој случај ги бележиме како што идат. COH има најголема предност, па иде OH, има оваква предност, па H. Ред, и тука истото. Најголема, па ова, па ова. И сега зимаме одредена точка од која што ја гледаме молекулата. Да речеме од кај CH3 ја гледаме молекулата. Ако ја гледаме од тука, вака идат групите по така предност во таа насока. Од оваа страна идат вака. Океј. Испрема тоа се вика ова е дали R или ова е S. Значи тоа е генералната идеја, иако е ова многу упростено и на некој си начин грешно ова што го објаснив. Тоа е основниот принцип. Се бележа така, се гледа молекулата од одреден правец и се одредува дали е R или S. А се некој ќе праша, добро, што е оптичка ротација, тоа ни представува дали растворот таа молекула ја врти рамнината на поларизирана светлина кон лево или кон десно. Значи зимаме раствор кој содржи некоја молекула, во овој случај тоа е аминокиселина. Пуштаме зрак со поларизирана светлина, односно светлина која се движи во една рамнина, и при тоа кога ќе помине низ растворот, гледаме кон каде се свртила рамнината на поларизирана светлина. Дали кон десно плюс или кон лево минус. И тоа е по договор земено, што ќе биде плюс, што ќе биде минус. И тоа е генералната идеја. Значи овие работи многу детално ќе ги објаснеме во органска хемија. Значи општо колку да имате некои основни познавања. Следно нешто што сакам да го спомнам, што верувам дека е многу битно, е дека скоро сите аминокиселини кои се сретнуваат во биолошките системи се L аминокиселини. Значи и постојат и L и D аминокиселини, али скоро сите во биолошките системи се L. Само кај некои бактерии има протеини кои содржат и D аминокиселини. Што е многу интересно од еволуцијска гледна точка, но нема да навлегувам во тоа, бидејќи видеото ќе трае неколку часа. Ајде сега конечно да разгледаме структурата на 20 аминокиселини. Постојат повеќе поделби, но мене таа која најмногу ми се допаѓа е по Меркури органска хемија, каде што аминокиселините се поделени само на неутрални аминокиселини, кисели аминокиселини и базни аминокиселини. Во друга литература, генерално
која опфаќа биологија, има понатамошна поделба каде што неутралните се поделени на неполарни и поларни, или пак некаде се запишани како хидрофобни и хидрофилни. Додека киселите се запишани како тие со негативен набој, а базните како аминокиселини со позитивен набој. И ваквата поделба во литературата која опфаќа биологија главно ја прават поради фактот дека кај протеините на површината се наоѓаат хидрофилни аминокиселини, бидејќи површината, надворешната страна на протеинот, ќе биде изложена на молекули вода. Во ред, додека внатрешноста на протеинот нема да биде изложена на молекулите вода и поради тоа во внатрешноста се наоѓаат хидрофобните аминокиселини. Значи кога ќе се изгради синџирот од аминокиселини, хидрофобните делови ќе се свиткаат кон навнатре, генерално. И при тоа ќе се добие одредена 3D конформација. И ова е многу битно да се знае, бидејќи голем дел од протеините влегуваат во некои сложени интеракции со други молекули и при тоа знаеш дека ако влегуваат во интеракција со некои надворешни аминокиселини, најверојатно се некои хидрофилни аминокиселини. Во ред, затоа се прави таа поделба. Сега, една многу интересна работа е дека во секоја литература која погледнав, кои аминокиселини ги ставиле во поларни или неполарни е различно. Значи сите литератури имаат различни аминокиселини ставени во поларни или неполарни. И ова генерално се должи на фактот дека се разликуваат аминокиселините зависно во кој pH се наоѓаат. Така што во една литература ги разгледуваат какви се аминокиселините при pH 7 и можда некоја аминокиселина е поларна при pH 7, додека во друга литература при pH некоја си 7,5, каде што при тоа pH аминокиселината е неполарна. И затоа настанува таква конфузија. И сега ќе видиме како всушност може да се направат овие поделби. Еве вака. Оваа првава поделба е по Ленинџер, принципи на биохемија, 6-то издание. Каде што, земам подебела, овие овдека вака се сите неутралните аминокиселини. И тоа е окей. Така, значи, тие се неутралните аминокиселини, овие позитивните се базните аминокиселини, овие негативните се киселите аминокиселини. Во ред? Сега, овие, нели си да реков дека се неутралните, во ред, и гледаме дека се поделени на неполарни, односно хидрофобни, и поларни, односно хидрофилни. И сега во поларни овдека се например серин, треонин, цистеин, аспарагин, глутамин. Во ред? Супер. Сега идеме на поделба спрема Сашо Панов, основи на молекуларна биологија, каде што повторно ги имаме неутралните, така ги имаме надоле киселите и ги имаме базните. Во ред, киселите и базите повторно се исти. Ама ајде да ги разгледаме например поларниве. Во поларни овдека имаме серин треонин, тоа ги има и овдека серин треонин. Има аспарагин глутамин, ги имаме тие. Сега, овдека има тирозин, тука има цистеин. Сега ќе речеш добро, тирозинот овдека они го ставиле во ароматични, али тоа е исто поларни. Во ред, значи можеш вака направиш. Но овдека го има цистеинот ставен во поларни, додека овдека цистеинот е ставен во неполарни. Исто така фенилаланинот и триптофанот се ставени во неполарни. Но добро, ќе речеш дека неполарните вака овие исто ги опфаќаат. Во ред? Окей. Значи овдека проблемот главно е цистеин. Каде што цистеинот овдека е ставен во поларни, тука е ставен во неполарни. Во ред. Ајде сега да идеме литература. Ова е биохемија, второ издание од Джекова Стојкова и други автори, каде што повторно ги имаме неутрални аминокиселини, ги имаме киселите и ги имаме базните. Киселите и базните повторно се исти, проблемот е кај неутралните. Ги имаме поларните, во ред, и овдека имаме неполарни. Ајде сега да видиме овдека кои се поларни. Аспарагин, глутамин, окей, тоа е исто. Треонин, серин, во ред, тоа е исто. Тирозин, окей, но овдека гледаме дека ги има и триптофан, и цистеин, и метионин. Стајни во поларни. Сега во Ленинџер беше само цистеинот кој беше екстра, додека и метионин и триптофан се ставени во поларни. Додека, например, метионинот во Ленинџер е ставен во неполарни. Сега, која литература е во право? Ајде да речеме дека оваа странскава, која е Ленинџер 6-то издание принципи на биохемија,
Најверојатно е најправилна, или пак како што реков си да се точни, само што е земено при различно pH, така што се добиваат различни резултати при различно pH, некои аминокиселини може да се поларни или неполарни. Но што е најинтересно, ако откуцате на Google кои се поларни аминокиселини, повторно ќе ви даде нешто што не се одветствува со ниту една од овие три книги. Бред. Поради тоа, не знам дали воопшто е логично да се учат кои се неполарни и поларни, бидејќи во секоја литература ти кажува различно. Ајде сега си се вратиме на оваа табела, каде што можеме да увидиме дека секоја аминокиселина си има различно име. Аланин, аспарагин, цистеин, глутамин, глицин, изолеуцин, леуцин, метионин и така натаму. Вред, значи сите си имаат име и овие се тривијални имиња. Го добиле името различни аминокиселини на различен начин. Например, аспарагинот потекнува од тоа да првпат бил откриен во аспарагус. Вред, значи првпат го откриле во аспарагус и им го дали името на оваа аминокиселина аспарагин. Друга интересна работа, например, леуцинот прв го откриле и после нашле аминокиселина која е слична као леуцин и ја нарекле изолеуцин. Изо значи као сличен. Друг пример, не знам нешто што е барем интересно, е ова, например, аспартинска киселина. Во најголем дел од литературите е запишана како аспарагинска киселина. Не знам зашто во македонскиот превод по Mercury е запишана аспартинска. Најверојатно бидејќи кога се наоѓа во ионизирана форма се нарекува аспартат, додека глутаминска киселина се нарекува глутамат. Значи поради фактот што се нарекува аспартат, можеби затоа напишале како аспартинска киселина, а не аспарагинска, но тоа е веќе небитно, тоа е само како прашање кој го преведувал учебникот. Друго нешто што можете да забележите е дека имаат сите аминокиселини кратенка од 3 букви. И кратенките од 3 букви многу почесто се користат него тривијалните имиња. И ако слушате биохемија, верувам дека ќе треба да ги знаете и тривијалното име и кратенката од 3 букви. Например, ја кога слушав биохемија, требаше да напишам секвенција од аминокиселини, користи ги и кратенките или пак од кратенките го напишам тривијалното име и слично. Така што најчесто тоа го бараат. Сега има и кратенка со една буква, која главно произлегува од тоа да кога се развила информатиката и сакале да ги внесат секвенциите од аминокиселини во компјутер, бидејќи немало тошка многу меморија, полошо е да ги внесеш со 3 букви, многу е подобро да ги пишеш како една буква, така што секвенца би била например А, Г, Q, М, Х и така натаму, и многу е полесно така да напишеш него цело време со 3 букви и 3 букви. Сега гледате, нормално имаш аланин и аспарагин и двете аминокиселини почнуваат со А, и сега не може двете да имаат А, како една буква кратенка, затоа едната има А, другата има Н. Цистин, едната има С, добро, глутамин, глицин, Г, Q. Вред. И тоа е генералната идеја, но скоро никој не ги бара кратенките со една буква. Имаме колку е молекулската маса, 89 грам на мол, 132 и така натаму. Имаме колку е pKa на COH, колку е pKa на NH3 и колку е изоелектрична точка всушност на аминокиселината. И гледате дека сите неутрални аминокиселини имаат некоја си слична изоелектрична точка и поради тоа се неутрални. Вред. Значи од таму произлегува фактот дека се неутрални, има одреден опсек, ако изоелектрична точка е во тој опсек, таа е неутрална аминокиселина. Ако е многу пониска, е кисела, така, ако е многу повисока, е базна аминокиселина. Сега, дали треба да знаете структурата на сите аминокиселини, зависи од каде слушате биохемија. Ја кога полагав, требаше да знам структурата на сите аминокиселини, иако изгледа многу комплицирано, викаш, леле, колку аминокиселини има, сите имаат различна структура. Можеш многу брзо да научиш, али овде некако се представени лошо, така што не е толку очигледно која е разликата во структурата. Например, кај Ленинџер, како што се представени, е многу поочигледно која е разликата. Иако е Ѓучев, си ги бележев само разликите, така? Значи, не го бележев во овој дел, не го памтев, зашто знам дека тоа е исти кај ситосом кај пролинот. И затоа го бележев на следниот начин. Аланин беше само вака, пролин беше вака некако, валин вака, леуцин беше вака, изолеуцин беше некако вака, мислам дека го бележев, метионин беше, како го бележев, вака некако, мислам.
И за сега си направив како некоја буква, нешто што изгледа како буква и ги запамтив сите за многу кратко време, не знам, може би неколку часа. И тоа беше тоа. Усре може да беше и пократко време. Така што мислам дека не е толку тешко, но мислам дека е непотребно. Освен ако стрикно ви бараат дека ќе има структури и ќе треба да цртате, не знам, секвенција од аминокиселини. Али тоа ми е некако банално. Во ред. Сега кога ги поминавме аминокиселините, да видиме како всушност се врзуваат аминокиселините да образуваат долги синџири. Тие се врзуваат на следниот начин, што е релативно едноставен. Значи, ева ќе зумираме да се види поубаво. Имаме една аминокиселина која се поврзува со карбоксилната група, со друга аминокиселина која се врзува со аминогрупата. Ево дека сега се претставени како иони, но не мора да бидат претставени така може да биде COOH и ова да се биде со NH2. Во ред, и повторно би било истото, каде што ќе се поврзат, ќе се образува пептидна врска или пак се нарекува и аминна врска и при тоа ќе се ослободи молекула вода. И на овој принцип ти можеш колку сакаш аминокиселини да поврзуваш. Во ред, и ги поврзуваш и правиш долги секвенци. И генерално кога се бележат секвенците, секогаш од левата страна се става аминокрајот, додека од десната страна се става карбоксилниот крај, и ова е земено по договор така, не дека има некоја посебна важност. Ако го обележиме малце по тридимензионално, би изгледало на следниот начин, каде што можете да забележите дека R групите секогаш алтернираат една наспрема друга. Пример, оваа иде кон мониторот, значи не иде кон нас, него иде кон другата страна, додека оваа иде кон нас. Така замислете дека излегува нагоре. Па следната повторно иде кон мониторот, следната повторно иде кон нас. И постојано така. Бидејќи R групите се релативно големи и не може да се наоѓаат од истата страна, бидејќи ќе си пречат, поради тоа алтернираат постојано. Но тоа може да си го запамтите, но не е толку битно да го бележите ако цртате аминокиселински секвенци. Следно нешто што сакам да го посочам е следново. Тоа да помеѓу C и N имаме навидум у наводници парцијална двојна врска. Односно, кај кислородниот атом имаме слободни електрони, односно имаме парцијален негативен полнеж, кај азотниот атом имаме парцијален позитивен полнеж. Поради тоа, дел од електроните може да дојдат и да изградат уште една врска, односно се добие сега двојна ковалентна врска, но тоа не е постојано, значи таа повторно иде од двојна кон единечна, и затоа често дека се бележи, сега не можете да увидите, со испрекинати црти. Значи имаме C, една единечна врска, N, па двојната со испрекинати, бидејќи не е постојана. Во ред, но иако не е постојана двојната врска, пак е оневозможена ротација. Иако е како парцијално наводници двојна врска, нема ротација. Додека помеѓу N и C алфа има ротација, и помеѓу C алфа и C исто така има ротација. Во ред? И ова е многу битно да се знае, особено ако се прават 3D модели, користејќи компјутерски симулации. Нешто што се бележи во литературата, да N и C алфа ротацијата, тука се нарекува, односно се бележи со фи, додека помеѓу C и C алфа се бележи со пси. Додека иако генерално нема ротација помеѓу N и C, некогаш може да има ротација, бидејќи некогаш е единечна врска, но тоа е многу ретко и во тој случај се бележи со омега. Во ред? Овдека се бележи некој агли, бележано е во ангстреми колку е долга хемиската врска и слично. И ќе завршиме набројувајќи ги непротеинските аминокиселини кои ги спомнав уште на почеток на видеото. Значи вакви се беталанин, цитрулин, орнитин, хомоцистин, хомосерин, габа, тироксин и многу други. И овие се аминокиселини бидејќи имаат карбоксилна група и аминогрупа, но генерално не наликуваат на претходните аминокиселини. Значи ако видите на интернет 3D структурата, изгледа малце по-комплексна или малце по-другачие. Но хемиски гледано се аминокиселини, кои имаат некои други улоги, значи не влегуваат во градба на протеините. И тоа беше генерално се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново. И во наредното видео ќе увидиме во кои хемиски реакции влегуваат аминокиселините, па понатаму ќе збориме подетално за секоја аминокиселина.